Комичен Мегахерц. Секој петок Светка Сјалич. Поздрав до Пап Комедија, до нашите омилени луѓе, до Шанкерот, до келнерката, до девојките што работат во кујната, кои што верно не слушаат, верно не хранат и не појат. Ви благодарам за се тоа. И јас исто, како по обичај, кој што не верува во нашите прогнози, петок е денеска и надворе сонце. Тие што се рано будни ќе кажат дека Сабајле беше тмурно времето, но како доаѓа Комичен Мегахерц, така ние шириме позитива во етерот. Јас и Атанас заедно со... Значи, денеска немаме гостин во емисијата, имаме едно гуштерче мало, кое што ќе си го галкаме малце во текот на емисијата, но за тоа покасно. Морам да кажам дека денеска, како по обичај, секунда, имам проблем. Денеска како повичај е 18 ноември, тука од режија ме средува, така ви благодарам, сега ќе влезам и во рингот. Ноември 18 и 323 ден во оваа престапна година ви остануваат уште само 43 дена да размислите каде ќе ја славите вашата нова година. Фелис Навидад, тарам там там там. Апропо, сакам да ве честитам роденденот на сите луѓе родени на денешен ден и на мојот другар, најдобар, најблизок, Божидар Павличик. Поздрав до Божидар Павличик, иначе Божидар Павличик е роден на исти ден со Ламорал, грофот од Егмонт во 1522 година што се родил. Едмонд Перхон. А инаку го поздравувам омилениот глумец на Жарко, Едмонд Сотир. Точно така, кој што е од длабока жалост затоа што ја продаде својата кола. Добро. Ако ја сакате вашата вангла, не ја продавајте. Додиме малку со музика. Да, ќе одиме малку со музика додека го скротиме нашиот гуштер затоа што многу прета сака да гризе. Останете на нашите Бранови радио, Бранови. Јас не можам да најдам сатисфакција, е следна песна. Комичен Мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си го слушаме на 99,3. И? Ако си Милко Манова пушти 99,3, а со нас гостин во емисијата Хонда. Кажи ми, од каде е тој надимак, прекар, псевдоним? Уметничко име. Имаше еден. Абе види, кога бев многу малечок, знаеш како многу малечок уште ептен како дете и многу брзо сум трчал ептен, значи како Хонда. Како, така Шала стварно? на страна ли тоа е вистинската прича, луѓето мислат дека позади мојот никнейм Хонда стои некоја Самурајска прича фамилија. ти текнува, да, онака као некоја филмска прича дека нешто се десило, па дошле, па на мене има паднато светлина со буква Х, ти текнува на градио. Мене моторна Хонда, Да, браќе. па моторна Хонда, да. Иначе да, многу сакам Хонди, многу сакам мотор Хонда, многу сакам Хонда кола, али као малечок, ептен бев шпринтер, татко ми имаше една многу брза Хонда. И тоа е, сите почна да викаат брсико на таткото и Хондата и остана... Значи, кога Хонда, зимаш Хонда. сладолед, а не е дозволено и немаш пари да го платиш, трчаш како Хонда! Многу сакам вака заклучоци кога носам. Знаеш, секаде, у секој клас или не знам било каде во екипа некој има еден што носи заклучоци на крај. Така? За целата ситуација како, окей брат, сега што направиме, се зафркнавме, отидовме тука, не фати полиција затоа што имавме, не е важно. Не е Тука важно за што имавме. Ќе се ја замислите вие, затоа што е Како ова што 12 сакате. часот и е петок. Денеска е последен ден, дечки, опуштете се, слушате си девојки. Комичен и девојки. Опуштете се, слободно може да си го откопчете Бруско. И да лабаво си да се слушате. излуфтирате. А инаку пред да продолжиме со разговорот со нашиот гостин и најнов колега звани Хонда, ќе кажам дека 0231313332 е Мојот број. на нашето студио. И сите Донирајте кои за што- Хондата да се купи Хонда. Сите кои што сакате да се јавите и да си помуабетите со мене, со Хонда и со Атанас, можете да се јавите и да си помуабетите. Гратис ќе и се не даваме. Во моето студио е малце хаос нашето. Чекам да се смират за да повторам. Излезме гости кај Жарио емисија. Тоа знаеш, жараме викла. Еј, како сте, да сте добри. Значи, 0231313332, кој што сака да се јави, добро дојден, гратис и не даваме, ќе си муабетиме. Инаку Хонда, ти си исто така познат и по капуера. Па види, не сум толку многу познат, али луѓето што ме Меѓу нас, знаат, да. луѓето што ме знаат дека тренирам капуера нередовно. И али нема врска како и да е, не сум се откажал до сега, пошто претходно сум тренирал многу спортови. Многу спортови. Сум пробал повеќе спортови, на ниеден не сум се задржал како на капуера. Зошто?
Ќе ме прашаш. Ја ќе ти кажам. Ти ќе ми кажеш. Добре. Зошто ќе ме прашаш, а јас ќе ти кажам. Повели. Па заради тоа што брат капоеирата ти е спорт кој што не се бави првен со она да те направи агресивен, ти текна да си да не знам како кикбокс, така идам брат сега кикбокс тренирам година дена, идам малце правам жуто бело и тепам после све у кафана, ме разбираш? Не, ова го немаш со капоеирава. Добро. Ова го немаш братов, дека Дали имаш капоеирата може да споиш со нешто со театарот? Помага ли? значи ова последно Тоа е знакот. Извини, ќе мора да те прекинам, ќе се... Се одиме во етерот. Да, здраво. Ало, добар ден. Ало, Здраво. добар ден. Добар ден. Ви се јавуваме од час, средношколци сме. Не, гаси. Гаси одма. Немој ке На кој зошто? час сте, чекај, на На кој што час сте? Физичко, ама жали ме не е професорка. На физичко. уживај. Добре, класика, никој не нема. тренира. Никој не е ни важен предмет, мислам. Се сафркавам, значи како сте? Кој е на телефон? Што правите? Дали гледате наши представи? Значи, петоци не ни поминуваат без вас, така да мора да се гледа и на часови. Да се слуша подоцно се гледа. Така. Одлично. Дали се забавувате со нашата емисија? Да, најдобри сте. Фала ви многу. Што правите моментално на часот физичко? Дали играте со топка? Кажа дека Значи, не ако игра. кажа дека пушат цигари позади, не е окей да оди во етер. Ве поздравуваме сите што слушате радио емисија на физичко. Дали Оваа сакате емисија- некоја замерка, нешто за нашата емисија, нешто За предлог гости. или било што за гостинот? Не, најдобри сте, продолжете така. Фала ви што се јавивте, останете со нас. Останете и на уживајте. часови. И останете на часови. Благодарам за јавувањето уште еднаш. Ова е многу интересно. Можеме ние за сите тие што се на физичко, а не сакаат да вежбаат, еве можеме тука да правиме вежби. Значи еве Хонда е денеска капоеира. Мајстори, ќе си правиме вежби, Значи, слушајте, ако слушате таму на физичко, ве молам. Значи, чекорите се прости во форма на триаголник. А дали Раз, два, три, раз, два. Тоа ова форма на беше за триаголник музика, може и ова за беше. други ствари да Раз, се два, дадат. три, раз. Илуминати. Иначе, уствари, капоеирата е танц, така вие сте танчери пред се. Капоеирата е танц, да, ние сме танчери кои што може да ти ја скршат фацата. Добро. Пази, види, тоа е најубавото у капоеира. Заради тоа што луѓето кога ќе слушнат капоеира, што е табе, мате, играте лево, десно, музика, она, на капоеирата има многу прикриени ствари. Знаеш, као, тоа ми се допаѓа уствари у капоеирата. Си као сумљив некој фраер. Оној филмот го имаш гледано така? Оној Only the Strongest. Паранауи, паранауи, парана, паранауи, парана. Види, боречка вештина од сите вештини со музика и танци. Танцот е пред се заради тоа што порано кога биле робови, кога биле црнцеве робови, Така. пази, беливе луѓе, им ги сечеле петите заради тоа што играле капоеира. Добро. И у секој случај морале да најдат нешто во што ќе го прикријат, со што ќе ја прикријат борбата, и тоа им било танцот. Као малце самба играме, малце се тепаме, али е многу е вештина која што не можеш да ја потцениш. Мислам, изгледа вака на почеток као само се зезаме или не знам некој кој ќе рече абе дечки, вие од капоеира сте супер за модерни танци. Као да не земат за опера и балет, нешто да правиме некоја На представа. Танц од звездите, трета сезона. Да, сите капоеира да игра. Тоа би било добро, бе. А не е танц од звездите, да ми играш глупости таму некој корак. Бла, 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 бла. Бла 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 бла, Иначе Мартин јас, Јордановски, да. Јас имав чест да го запознам тренерот на капоеира Лазар Тренчев. Имаш Беше што да нели? го запозна Мартин Јордан. Ја мислам тоа ќе кажам. И поздрав до другарчето Лазе кој што е стварно Лазе баба, ако ме човечиште. слушаш, поздрав. Лазе баба, ако го слушаш, поздрав. Значи, ако имате повеќе слободно време и сакате да се бавите со капоеира, кај Да. да може да одат? Може да дојдат, пази се, капоеира тренинзи имаме позади Вардар Мебел. Позади Вардар Мебел во една сала која што сега не знам тачно како се вика улицата. Тренинзите се од 8 часот до 9 во вторници и во четвртоци. Имаме и сајт Капоеира Сензала, може да се провери на Facebook. Капоеира Сензала. Да. Да. И Покомплицирано театар комедија. Па да. Па да. Али како и да е. Мислам, за луѓето кои што сакаат да се информираат, може да не најдат и на Facebook, може да укуцаат Лазар Тренчев Сензала или Симе
Сензала. Тие не се двајца луѓе кои што ги водат тренинзите. Имаме уште една женска која што не ги води тренинзите. Значи машки има и женски што ги води. Има и машки, има и женски. Пази, има и женски кои што се доста добри и можат жаре да ти покажат пар потези. Фала многу, ова беше за машката популација дека има и женски тренерки. Еј, дај, пази, при тоа вежбаме со бели панталончиња. Ете така. Значи тренерки. Женски тренерки, има и машки, МИС, останати се. за сите заинтересирани За сите нека се заинтересирани, јават. да. Новата линија на Александар Мухајлевич, као што Да, сега се се пишува. А Мухајлевич. Српско потекло. А иначе да ги охрабриме и другите средношколки и школци Да. да се јават на 023133332 и да Опа. Одма ги Абе, охрабрихме. не се за нас. Ало, во програма сте Похрабри повелете. луѓе не сум видел. Истите. Ало? Ало, добар ден. Здраво, бате. Здраво. Се јавам Игор. Само намалете го тонот на вашиот телевизор. Не на телевизор, На на радио. радио. Игор, од каде се јаваш, брате? Од предшкола, јас сум простиот Петок што се јави. Абе, брат, дај озбилете се. Дај би идете на освош. трасови, не забај. Не заркајте, види го. Шо час имаш ти сега? Не, јас сум предшкола. Ше малку ќе ми почнеш. А ти си пред школа сега? Ја кај дај ке А ја мислам дипломирал. пред школа стоиш сега. Моментално пред школото си звониш. Не. Добре. Што имаш прв час, кажи? Македонски. Како? Македонски. Дали сакаш да бидеш ослободен од час? Па, би сакал. Добро, дај ми ја немој да професорка, одиш и да. кажи- Немој да идеш таму и кажи дека те ослободиш неа сега. Сега Жанко ќе се јави кај Ќе се јави веќе професорката и ќе те ослободи. Ало, Професорка здраво. или професор? Иначе да поздрави професорката по англиски прошлиот пат. кого посебно? А таа што има добар акцент, нели? Да. А, добро. На фала. Жарко полесно И модат ти многу, француски и да. германски, јас сум по англиски од поздравија професорка. Да, поздравија. Дали сакаш можеби да одиш на еден тренинг капуера да видиш како е тоа? Па, не знам. Хонда како ќе каже. Си по Да, бе, спортот или зашто не да си? не? Да бе, Хонда е добар дечко, мислам вака делува Да, агресивно. види, пази, при тоа имаме на капуера кај нас имаме еден месец да можеш да дојдеш да гледаш, да присуствуваш на часови, значи ако ти се допадне, понатаму да продолжиш да тренираш. Имаме доста. Игор, ја мислам дека треба да го размислиш ова, брат. Така, да, размисли, немој со предрасуди одма као цело Скопје. Еј, капуера, јас сум многу дебел за капуера, ја многу Слаб. коленото ме боли, знаеш како. Значи, Игор, доколку се решиш да одиш на еден час капуера бесплатно, напиши на профилот на Honda, договорете се и се ќе Кажи биде ми, како што идеме треба. те носам, братче, има маце да играме капуера. Да. Игор, ти благодарам за јавувањето, поздравија сега и професорката по македонски јазик. И од Жарко. професорот по физичка. Точно, и професорот по физичко. Игорче, фала ти многу, чао! Вази, чао. Поздрав. Ете уште еден храбар човек, а третиот храбар кој што ќе се јави, ќе си добие специјална дружба со Honda на Кејна Вардар 023133332. Нашите оператори го очекуваат вашиот повик. И јас сакам да ви кажам еден совет за сите вие што тренирате пливање и одите во базен. Ве молам кога одите од сабајле не заборавајте кога ќе ги облечете од сабајле купачите од дома да си земете и гаќи. Затоа што е многу зезнато кога ќе се соблечеш Да. и си исушиш и сваќаш дека немаш да облечеш ништо суво. И уште нешто, може ја да кажам за уно базен, пошто ја идев на базен едно време. И ве молам, значи кога идете на базен, пожелно е пошто има и тушеви. Тие се и запред да влезеш у базен. Значи забањајте се малце. Не за друго, водата знае да упие некојаш. Така е. И повторно во нашето студио. Ало? Ало, дали се слушаме? Се слушаме, повели. Вака, слушайте сега, сакам да прашам за кај капуерата. Кој си го? Зошто ми се смеете вака? Чека малце. Од кај се јавувате, господине? Од Битол од Кевајро. Од Битолот. Чека малце, стој сега, слушај. Беше од Савајле на кај базентите ти? Како? За кај базентите беше се избај на малце? Да одите вие за кај базентите да се бајнате да видите како е. Чекај, кој чека малце, ве застани, чекај. Што се праш мангуби? Шо сакаш за капуерите? Слушајте, сега што ми беше прашвањето. Ајде, повели. Првото прашвање ми е за капуерата. Дали имате превоз од Битола директно за кај Скопје за да идам за кај капуерата и плюс сум малку дебел. Не бе, слушај, држиме тренинзи у Прилеп вакво. Иди Honda на ѓавато да не држи. Не бе, брат, на пола пат ке се најдеме, ке играме тренинг, ајде. Чека малце, слушај. Другото прашвање ми е, повели. дали имате механизација, оти мислам дека кај на за Кавајро во Битола има нафта.
Сакаш да копаме. Чекај малце. Стој сега. Дали ти беше во школа денеска? Во Бајро се сите црно злато, море. Слушај, дали беше за кај училиштето денеска ти? Бев се јавувам од час и јас сум на школа. Аха, на школа, дома на школа, лажиш. Фала ти. Со кого имаме чест да разговараме, извини? Со Мерсо. Мерсо. Мерсо Джексон. Мерсо Джексон, фала ти многу што се Майкл јави. Джексон, се гледаме, се слушаме, Што чувај се јави за се. кај емисијата Ке те Фала бара. многу, фала многу за кај вас, супер сте да ги поздравам и Ајде, што повели. сте ова во студиото. Сакаш да Онда. поздравиш некој роднини нешто? Во Австралија има многу браќа, да ги кажувам сега. Ајде да не ги кажуваш. Фала на ајде. јавувањето, Фала. одиме со гостинот. Кај одиме со гостинот? На Бајро. На Бајро. Значи вака сега сите што имате како се вика на дигинг копачи за нафта, нека се јават кај Мерсо Джексон и нека отворат контакт за да копаат црно If you злато. have digging something, јазик come in, биеш виз. Yeah, само we're back акцентот in како our преш. studio with our guest, Хандре Михајловски. Михандович хамми да хадин. Да, тоа е тројазично стива во нашето студио, англиско, арапско, скопски, здраво. Хрватски. Па де сте бре луѓе, што радите? Липа наша. Липа. Хонда, како е тоа да се биде, уствари не знаеш, добро, ќе те прашам како да се биде член на театар комедија, му уште не знаеш. Не, затоа што јас си знаеш, играл. Не знам. го анализирав ова што му се случи на Хонда и сватив. Он ти е како фудбалери кога ќе го купи еден клуб, ама го дава на позајмица за да се дотренира. Да, Да и да кренеме рейтинг мат. Тоа е да, и да кренете рейтинг малце добро. Ја Хонда, ти си роден на многу ме- далечната 1990. 75. Та 8 година. земјотрес. Јас се извинувам, морам да се слушнам со режисерот Синиша Евтимов. Повелете Синиша Евтимов во живо сте во емисијата Комичен Мегахерц. Да, во живо одиш. Ево имаш поздрав од Александар Михајловски. Ете, ајде чао, фала. Ете така, Тоа беше значи кога Синиша. некој е упорен и кога му спушташ, не престанува да Станува звони. да звони и мораш да го ставиш во Нормално емисија. мораш да го ставиш во емисија. Што зборевме? Зборевме за дека мене ме ова интересира кога сега Хонда што е. ќе дојде кај нас кога ќе почне да игра, што ќе се случи со представите во МНТ, но нека му ја мислат они. Така е, ние ќе си го земеме Хонда, тие нека му Не ја знам мислат. ја што Која ќе ти е се омилена представа освен Шанца на репертоарот на МНТ? Мислам не мора и ти да играш, да си гледал. Омилена или не. представа ти кажам, Мајсторот и Маргарита. И многу добра представа ми е Животот е прекрасен која што ја игравме, вие ја И погледате. јас ја гледав и одете да ја посетите, не Ја знам би кога ги игра. поканил сите. Наредна игра само да видам на репертоарот, мислам дека е на 23-ти. Додека Хонда баре, јас ќе кажам дека представата е навистина добра затоа што и јас ја гледав исто. Представата прави да се чувствуваш убаво, представата е доста интересна, сите имаат одлични креации, одете и гледајте и уживајте. Да, прекината да сега тој у Полска него. Животот е прекрасен е на 23-ти кој сака нека повели. 23-ти повелете да погледнете таа прекрасна представа на режисерот Александар Морфов, ми пишуваат од режија рекламе. Рекламе, идемо са рекламе, ма. 94, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Еротско расположение во етерот. А сега одиме малку сериозно. Атанас, те молам, прочитај го што Вака, следи. на 20.11 во недела од 12 до 17 часот хуманитарна крводарителска акција на Црвен крст во театар комедија. Значи вреднувајќи го животот и ценејќи го добро чинителството, театар комедија во соработка со Црвен крст, а по повод светскиот ден на детето на 20 ноември недела од 12 до 17 ќе организира крводарителска акција во фоајето на театарот и ги поканува да земат активно учество сите колеги и заинтересирани граѓани. Значи повторам, на 20 во недела од 12 до 17 да даваме помалку крв за да помогнеме за сите. Тоа е добро ако сте осеќате спремни и би било добро да го направите тоа. Светски ден на едно дете или на сите деца? Сепак е комедија ова, нема да ти го одговорам. Да не заборавиме, да не отпливаме во некои сериозни води, но сите кои што сакате да дарувате крв, имате јака крв, дојдете и ќе ја расподелиме на сите Кој нема страни. крв, може вода Кој нема да донесе. токсична крв, кој има здрава крв, што би рекле. Хонда, дали си ти спремен да даруваш крв или? Види, јас сум спремен да дарувам крв, меѓутоа мислам дека Не знаеме крв кој не е ќе ја земе. прикладна. не знам како ќе му одговара на тој што ќе ја земе крвта, да не го откачи многу. Да не биде
да не видам. Да не се шацне. Та-та-та-та-та. Само се препознаваат во град. Што правеше брат? Ја на Honda крта ја прави денес. Види дека еднаш кога дававме крв, последниот пат дававме крв цела екипа во средно. Не дававме крв, отидовме да даваме крв и свативме дека никој од нас овдека не е баш Спремен да да даде крв, да даруе крв. Honda, дали имаш гледано представи во театар комедија? Да, како не, ја гледав во театар комедија Вардарски пастови. Така? И имам гледано уште една, ама не знам бе која беше, ја заборавив како се вика. Стварно, нешто на почетокот таму кога бевте кога спремав. Таа не ви ни игра се. Нешто со Тино Јата на сигла сигурно. Нешто со оној Тино досаднио на бе брат, седам гледам Јата нас така и така. Ама тоа Тино брат. Он на мене ми се јаво и ми вика пред некој ден гуштер. Кој гуштер бе? Се видели на што личиш бе, дечко, ја барем вежбам. Се зајадо епизодистите. Добро. Мајка се изреволтира. Има долг јазик нашиот гуштер, од тој што јаде инсекти, иначе 0231313332 имате уште 2 минути доколку сакате И да се јавите. 02620454 е мојот домашен број, ако сакате можете да ми се јавите и после емисија. Точно и да се договорите за капуерата. И за тој од Бајро што се јави. И за тој од Бајро, дали за сите дами што сакаат да стапат со тебе во личен контакт ми пишуваат тука, дали си заљубен или не си ме прашуваат? Сум како не сум заљубен. Среќно заљубен. Среќно заљубен. Во колку девојки? Во една девојка. Во една девојка. Значи Во една девојка која што моментално ме слуша, маците сакам. Маците Не знам дали сака. сакаш да ти го кажам името или не. Пар не сика маци. чека да слушнеме Маците сакам. Мислам дека сака, да рече дека сака да ја го спомнеш името. Ангела. Ангела, добро, Те поздрав сакам, до Ангела. Ангела. Значи, што и да правите, земете си жена од Прилеп, дами и господа, како што тоа го направи Види го Прилепчанецот, нашиот бе. гостин. Поздрав до Ангела, А затоа поздрав држат до- часови во Прилеп. Океј, сега се. Сега ти е јасно што е Се со се скапуирате, Бајро. Јас малку бев аут цела емисија. Добре. Но аут бе. Дали имаш најави за некој следен проект Honda пред да се одјавиме полека од емисија? Па да, види ќе треба да си одработам платата од театар комедија. Ќе треба да си одработиш и дај Боже да си одработиш. Не знам друг проект, што ќе има проект, стварно немам појма што следува, сакам да одмарам, да ти кажам право, не дека многу си изнаработев, ама мачно ми е. Добро, а исто така сите што сакаат да го видат Honda како пее и танцува можат да дојдат на Штилен Штркочанца и на Мюзиклот Чикаго кој што ќе биде во декември. А исто Не така доаѓате на Чикаго. Сите кои што сакаат да го видат Атанас можат да дојдат пред нашето студио или во пабот на комедија затоа што вечер ќе има свирка Атанас таму. Лажам. Добро е, лажам одма што сите види. Вау. Атанас ќе превага. Има свирка и доаѓа свирија. Да. Извинете. Свирам популарни песни. Свири бугарски. Еј, може да ги песни. поздравам од основно професорките што ми ме. Поздрави сите. Ја поздравувам мојата класна и сите што ме слушаат. Многу ме сакам, дечки, вашата подршка ми значи све. Без вас немаше да успеам. Јас ги поздравам. Ајде јас да ги поздравам сите мои професорки. Ој не, шо ја наставнички. Мамо, те сакам! Од средно. Да го поздравам и овој што беше директор и сите од средно и од факултет и А Honda. сакам да ги поздравам директорите на мената и на театар комедија. Фала ви многу. Дечки, прекрасни сте. Што имате трпение. Фала многу. Honda, фала ти навистина што беше Фала и на вас. дел од нашето Стана студио, се, што беше дел од нашата емисија и што беше дел од нас. Чао, се гледаме. Атанас, дали ќе сакаш да кажеш? Јас сакам само да ви кажам, водете љубов затоа што времето е кратко, кога тогаш ќе се разбудите ќе имате 80 години. Тоа, Или нема да се разбудите да имате 80 години. може и тоа, да. Чудни се тие феномени, а јас ќе ви кажам фала ти многу Атанас, ти благодарам што беше Жарко, со ти мене во овие благодарам 2,5 на тебе години. што- Фала да. ти многу што ме поддржуваше и фала ти многу што врати. беше дел од мене. Дами и господа, за жал ќе кажам дека од следната емисија ќе морате да слушате само еден глас на радио затоа што веќе нема да бидеме два гласа, ќе зборуваме двајцата во еден глас. Ова беше типична шега. Што се викаше? Јас ви благодарам што ми бевте мои гости денес. Бевте прекрасни гости. Ова е свечено предавање на емисијата Комичен Мегахерц. Од сега јас ќе ја водам. Сега ќе се вика Народен Мегахерц Не, затоа што сега е ќе во се вика радувај се Народниот затоа театар што Honda. денес те има, утре те нема. Така е, денес си тука, утре те нема. Инаку ова беше во фон на смеење Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници, водители на емисијата Жарко Димовски, Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисија 18.11.2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Уживајте и за контраиндикации на лекот, обратете се кај вашиот родител или Honda. Чао! Чувајте се!
Клучен мегахерц.